време е за нашата утринска тема. Ке зборуваме денеска за секојдневните и постојани предизвици на лицата со попреченост во нашата земја, за тоа навистина со какви се проблеми постојано се соочуваат и што е она што навистина најмногу им е потребно. Она што можам да го најавам е дека наскоро ќе биде отворен и дневен престој за деца со попреченост кој што ќе функционира на територијата на општина Карпош. Ќе имаат можност 24 лица да ја користат оваа услуга бесплатно, иако ова како бројка е навистина мала бројка, но сепак е некаков почеток. За целата оваа иницијатива, за проектот, за овој дневен центар кој што споменав наскоро ќе стартува и официјално, утрово ќе зборуваме со Катерина Димова, која што е семен системски психотерапевт под супервизија и координатор на проектот Подржи и ти, проектот каде што произлегува нели сето ова, и заедно со нас исто така Бојан Џамбазов, исто координатор на овој проект, но и специјален едукатор. Добро утро. Добре ни дојдовте. Ние сега зад камери зборувавме за нели таа мала бројка од 24 лица кои што бесплатно ќе можат да ја користат оваа услуга, но велиме сепак е тоа еден мал чекор или напредок во целата оваа проблематика. Вие како стручни лица можеме ли да споделиме вака од самиот старт генерално со какви се проблеми и потешкоти секојдневно се соочуваат лицата со попреченост кои што ги имаме во нашиот град, во нашата земја, но кога ќе споменеме лице со попреченост не се подразбира само тоа лице, бидејќи секако дека најтесното семејство и тоа како е нели засегнато. Па еве што ќе биде вашиот коментар и став? Она што е многу важно, Цеце, прво во однос на дневниот престој, што ја сакам да истакнам дека се уште сме во еден процес на лиценцирање, затоа и кажа нели дека наскоро ќе се отвора, да не дојде до некоја забуна. Предизвиците со кои што се соочуваат и децата, лицата, односно и семејствата се многу бројни. Значи не е само лицето, ние тој дневен престој нели го даваме за лицата, ама тука се и семејствата кои што се соочуваат со буквално една многу голема борба, од емоционална борба, од постојано грчење и страв за иднината на овие лица, нели што ќе се случи кога нас ќе не нема, како ќе помине денес секојдневието, односно дневните активности, борба во финансиски дел, значи сите тие третмани, сите ние сме свесни дека најчесто се приватни центри каде што родителите се повикуваат за одреден третман на своето дете или лице, како и да е. Од друга страна имаме и борба со самиот систем. Ние нели тоа е долго можеби најголемата време, борба која што се води настрана од животната приказна, да. Долго време се зборува и за инклузија, се зборуваат за многу проекти. Мислам, ние сме многу среќни што Министерството за социјална политика, демографија и млади го препозна тоа и се дел од тој проект. Заедно сме, се грижиме сите како една даватели на социјална услуга и овозможува да сите ние центри и сите ние здруженија кои што се занимаваме со ова и ова е нашата стручност да аплицираме и да имаме поддршка и од Светска банка. Значи е многу важно, но мислам дека сепак може да бидеме погласни и да бидеме пофункционални кога станува збор за лицата со попреченост. Приоритетот на овие лица според мене се уште е на некаде пониско ниво. Еве, набрете ни неколку од секојдневните предизвици со кои што се соочуваат семејствата, лицата со попреченост, велиме и државата тука и институциите, значи бројни се сопките со кои што секојдневно се соочуваат, а борбата е навистина тешка, макотрпна и долготрајна. Па да започнеме од тоа што сите овие родители мора да имаат скратено работно време поради тоа што нивните деца не секогаш можат да посетуваат. Или скратено или воопшто да не одат. Или воопшто да не одат. Да не одат, а тоа е друг финансиски проблем. Да, значи тука многу голем улога имаат нивните родители во нивните животи, поради тоа што они се најчесто зависни од нив. Така некако и ние од самиот почеток од тоа да видиме дека не е само помошта на самото дете со попреченост, тука доаѓа и помошта кон целата фамилија. Поради тоа што таа фамилија има некоја своја попреченост во однос на своето функционирање, бидејќи тоа дете што има потреба од тој родител фактички е целосно наклонет кон него. Значи, неговото зимање, ако имаме дете кое што е застегнато со некои моторни нарушувања, неговото движење зависно од некој родител. Така да
родителите се буквално целосно вклучени во целиот ден на своите деца, па така некако и нашата замисла за самиот проект започна негде во 2023 година, каде што имавме некој пилот проект за време на летните работилници, летни работилници ги нарековме ние, тоа беа работилници каде што децата во летниот период за време на распустот немаат никакви активности во однос тука веќе исклучено и школото, па немаат ни активности како дефектолог, логопед, тука се одморите, па така беа организирани некои летни работилници под називот Поддржи ти, каде што беа вклучени специјални едукатори, логопеди, дефектолози, кои што константно работеа со нив. Исто така во тој проект ги вклучивме и студентите, каде што со цел да видат со што би се соочиле они понатаму кога ќе го завршат студиите. Во тие работилници беа вклучени и родителите за да видиме од поблиску што на нив им треба, па не така некако и дојде целата замисла да се отвори овој дневен престој. Така да секој чекор што го направивме беше онака системски по полека за да видиме кои се потребите за да ги задоволиме сите. Секако, како што напоменавме, 24 деца на ниво на општина Карпош се стварно мал број, но сепак да се започне од негде, да се развие свеста, да се поголеми. Да се даде позитивен пример за нели да се отворат и други вакви дневни центри кои што ќе може да ги обслужуваат лицата не само во општина Карпош, бидејќи и бројката на лица со попреченост и во оваа општина е многу поголем, но и во останатите во градот, па и во останатите градови во државата, затоа што тоа е всушност тој момент на инклузија кој што ние многу пати велиме само е говор или збор, а во реалност и во праксата е за жал не е така како што треба. Кате спомена дека ова е проект кој што се уште е во фаза на лиценцирање. Што тоа значи и во која фаза е всушност целиот овој дневен престој, кога најскоро би можело да се очекува да профункционира, бидејќи споменавте дека просторите ги имате, просторот е опремен, со што се е опремен, еве вака да им дадеме до знаење на гледачите? Значи, просторот, пошто е на ниво на општина Карпош, е лоциран, канцелариите, односно дневниот престој е лоциран во Козле. Она што е многу важно, да сме во процес на лиценцирање, некаде јуни месец 2025 го потпишавме тој договор помеѓу нас, Министерството за труд и социјала, нели, општина Карпош, да застартуваме со опремувањето. Значи, ние тука имавме и градежни интервенции од типот на достапност, нели, за луѓе кои што се со моторичка попреченост. Значи, внатрешна цела реорганизација, би рекла, од градежен дел. Дополнително опремувањето е за тоа да имаме и просторија која што е на во самиот правилник е наречена дневен престој, односно каде што они ќе одмараат, ќе имаат некаква активност која што би рекла повеќе ќе ги окупира со раце. Дополнително имаме просторија која што е за окупациона работа, каде што тука ќе работат терапевтите кои што се во делот за реедукација на психомоторика. Имаме сензорна соба, соба за логопед и дефектолог, индивидуални часови каде што ќе држат и секако нешто што нас не е некако најтопло во канцелариите е оној отворен и широк простор кој што ние го нарекуваме трапезарија и каде што децата ги оспособуваме за животни вештини. Нешто кое што ни беше на самиот старт во 2023 многу важно. Самите родители ги споделуваа оние предизвици каде што нели го гледаат своето дете дека оние животни вештини се уште ги нема развиено и беа изненадени како може дома да нели не смукаат со правосмукалка, а ваму да го прават тоа или да подготвуваат некакви сладки оброци така натаму. Така да вистина станува збор за голема површина на простор кој што се оспособува, останати се уште некои делови кои што треба да ни стигнат во делот на опремата. Се надеваме дека процесот на лиценцирање во наредниот период ќе заврши, доколку наидиме на некаков предизвик. Како млади амбициозни терапевти веруваме дека ќе дадеме се од себе, нели, да сме лиценцирани и да бидеме даватели на таа социјална услуга дневен престој за лица со попреченост. Да, затоа што и тоа како е потребна, не само на овие 24 кои што ќе ја добијат бесплатно, претпоставам дека таа бројка е одлучена заради просторот кој што нели може да обслужи, да речам, од прилика толкава бројка, иако бројката која што би требало нели да ја уживаат лицата со попреченост сигурно е многу поголема. По кој критериум ќе се одлучува
да бидат овие 24 лица. Верувам дека луѓето кои што не гледаат, семејствата кои што имаат лице со попреченост, секако дека ќе имаат некаков интерес, па еве кој е начинот, кој е процедурата која што ќе треба да ја започнат за да можат нели да ја добијат оваа услуга бесплатно. Уште на самиот старт кога го пишувавме проектот и кога видовме дека бројката е 24, прво нешто кое што ми се чини дека дојде во нашата глава беше окей, кои 24? Знаете, тука не сме само ние, тука е Центарот за социјална работа и меѓународната класификација на функционалност, односно МКФ, каде што во својот извештај пишуваат дека тоа лице треба да биде корисник на услуга нели дневен престој за лица со попреченост и дополнително добиваат решение од Центарот за социјална работа. Родителите на лицата со попреченост се многу добро запознаени со целиот овој процес, со одењето на по тие врати, би рекла, и по тие шалтери. Она што јас можам да го кажам е дека слободно можат да не контактираат. Ние веќе добиваме повици и јавувања на кој начин, како тоа да го направат, што треба дополнително како документација. Значи, тие се двете битни работи кои што во таа документација треба да ги имаат и потоа доаѓаат нели кај нас. Една од работите кои што се разгледува се со цел да може да бидат опфатени повеќе лица, ние работиме некаков систем, дали тоа ќе биде на годишно ниво или на 6 месеци ќе се менуваат, сепак сакаме да бидеме достапни за поголем круг, иако во нашиот центар и во тој дневен престој како целиот тим и психолози и социјален работник и дефектолози некаде договараме дека пример денот четврток некако го земавме, ќе ни биде отворен за сите родители, за сите лица со попреченост доколку имаат нели некакво прашање. Очекуваме соработка и од општина Карпош да потврдат дека ќе имаме уште некои работилници кои што нели ќе бидат поддржани од страна нивна, кои што се наменети за психолошка поддршка за овие родители. Навистина предизвикот не е само кај лицето кој што се соочува со некаква попреченост, тука и сиблинг системот, односно браќата, сестрите, она што Бојан го кажа, нели полуработно време или остануваат дома. Еден од предизвиците се и образовните асистенти, тоа сакав да го напоменам сега, буквално се слушавме постојано со една загрижена баба и загрижени родители кои што крајот на декември го изгубиле својот образовен асистент нели во училиште на своето дете и буквално трагавме по лице кое што ќе го замени. И таа грижа, тие стравови, тој грч кој што секојдневно се гледа во нивните очи, тој стрес, да, некако не поттикна уште во 23-та ние сами интерно да го почниме ова, па после кога видовме дека нели Министерството има ваков проект да аплицираме и да го добиеме. Да, Бојан, колку часа во текот на денот ќе бидат згрижени оние кои што ќе ја добијат услугата и ќе може да ја користат, бидејќи велиме дневен престој, но верувам дека возрастна категорија постои, имате во поглед на тоа? Претпоставам дека ќе можат да бидат згрижени и деца кои што одат во основно училиште, но и адолесценти кои што се нели дел од средното образование. Вака, значи дневниот престој е во две групи поделен, односно дневниот престој би траел по 4 часа, односно првата група би била од 7:30 до 12:30, каде што во таа група ќе бидат деца кои што се во предучилишна возраст или деца кои што се над 18 години, зависно од пријавувањето на децата. Поради тоа што во тој период училишните деца не би можеле да го посетуваат дневниот престој, додека после 12:30 часот тогаш веќе ќе бидат ученици кои што посетуваат настава и ќе можат наредните 4 часа да бидат во дневниот престој. Исто така, тоа сепак кажувам, тоа зависи од бројот на пријавени деца и од нивната возрастна група. Во зависност од тоа колку ќе се пријават, така ќе се оформат групите. Но сепак напоменувам дека... Но во просек би било 4 до 5 часа... 4 до 5 часа во текот на денот. Престој кој што би го добивале. Во тој дел од денот, значи, они ќе имаат еден оброк кој што е обезбеден од центарот, каде што пак тука викаме дека ние се залагаме дневниот престој не би можел да работи толку на индивидуалната работа на децата, зашто како што напоменав ќе бидат поделени тие 24 деца во две групи, каде што ќе бидат по 12 деца. На тие 12 деца има двајца стручни работници, најчесто тоа се дефектолог и социјален работник, додека има уште двајца негователи. Во зависност од нивната функционалност, дневниот престој се залага на
и нашата цел во самото започнување на се ова е да дојдеме до некаква функционалност на овие деца. Јас многу често сакам да кажам дека многу подобро е да ги научиме некои домашни вештини отколку да научиме тие деца да читаат и пишуваат, зашто на крај крајава тие деца многу пофункционално би се осеќале кога би можеле сами нешто да се изготват, сами нешто да направат, да бидат од помош за семејството. Исто така негде нашата цел, зависно сега како ќе се одвиваат работите, е да стигнеме до некакво работно способување на овие деца, што негде гледајќи од другите поразвиени земји од нас, тоа е многу честа пракса, каде што овие деца во ваквите центри се работно способуваат. Во зависност од нивните можности, тие стварно можат да покажат многу и да засакаат некаква работа. Така да на се ова ние работиме тие работно да се оспособат и да бидат дел од нашето општество, не само да бидат независни од родителите или од оние кои што ги обкружуваат или ги чуваат, бидејќи и Катја спомена една од главните грижи на семејството е што ќе биде со нив кога нели некој од членовите на повозрастните членови на семејството ќе ги нема. Така што верувам дека ова е една од главните загрижености генерално на семејствата. Да, една од главните загрижености и она кое што е само на Бојанки му се надоврзам дека во текот на дневниот престој нема само да бидат во нашите канцеларии. Значи ние и во овие летни работилници и сега за зимскиот распуст кој што ги имавме, значи не знам кога е добро времето одат на водно, значи се во градски парк, имаат активности во одредени институции, би рекла, во нашава држава. Дополнително веќе ние соработуваме со одредени општествено одговорни фирми на кои што сме на прагот на договор сите оние кои што ќе ги работооспособиме нели да влезат и да почнат да работат. Значи тоа е едната работа која што многу сакам да ја кажам, а втората работа е дека самиот проект ќе има договор со факултетите, заради тоа што ние кога бевме студенти имавме многу голем страф да почнеме со работа. Значи немавме толку многу пракса. И ние одлучивме дека студентите, нешто што подразбира пракса. Да, студентите кои што веќе доаѓаат кај нас на пракса, ама тоа да го официализираме од филозофски факултет, односно дефектологија, психологија, педагогија, социјална работа, социологија, воедно имавме сега и од медицински факултет и од логопедија, да можат нели да имаат одреден дел каде што ќе можат да имаат контакт со овие лица, се социјално нели да учат, да знаат како да пристапат, нели како да дојдат до ова лице и не само до нив, туку и до нивните родители, пошто некако сите додека сме нели во училишна клупа сме стегнати и ни е страф, така да навистина проектот ќе е системски, нема да е само насочен кај нас во просторија, еве во план сме во мај месец да имаме еден интересен настан, но ќе зборуваме тоа кој ќе го организираме. Откако ќе се случи се официјално. Исто така убав момент е да се истакне дека освен тоа што нели децата или лицата со попреченост ќе дојдат во центарот и ќе останат некои 4 до 5 часа, тоа значи дека родителите ќе бидат слободни 4 до 5 часа и тоа претпоставувам дека отвара нови можности за некој нешто да прави друго во смисла финансиски можеби да ја подобри состојбата на семејството на кое што и тоа како му се потребни финансии. Па вака, мислам дека радоста кај родителите, не дека они сакаат да се ги остават децата, но сепак и на тие родители им треба некаква оздишка. Мислам дека тоа е правиот момент од тие 4 до 5 часа каде што нивните деца ќе бидат згрижени, ќе бидат сигурни, они ќе бидат ослободени дека тоа дете е на сигурно место и тоа дете постигнува некакви резултати. Мислам дека ќе ги ослободи, па макар и ништо да не би правеле, макар и да се одморат и да имаат време за себе и да прошетаат и да бидат без грижа за нешто. Мислам дека пак ќе напоменам, гледајќи ги родителите, стварно некогаш им е потребно. Мислам, може да напоменаме дека тие родители не се само преку текот на целиот ден. Тие деца знаат и да не спијат со денови, да знаат и да имаат чести тантруми, така да тие родители се целосно вклучени во тој живот на тоа дете. Значи, тие се целосно 24 сати со тоа дете. Така да мислам, тие 4-5 часа ќе им бидат добра оддишка, да се одморат и во наредните часови пак да продолжат да се посветуваат. Да имаат повеќе енергија, ако ништо друго, за се останато што следува. Што ги очекува. Од друга страна и кога нели се постојано околу своето дете, ние имаме тука и социјална нивна изолација, значи
И тоа е уште еден момент кој сакав да го споменеме, Кате, бидејќи велите едни од најголемите предизвици со кои што се соочуваат лицата со попреченост, но секако и нивните родители е недостатокот на тој социјален круг и чувството на припадност. И она што е една од работите која што ќе биде понудена во овој дневен престој или центар е дека ќе можат нели едни со други да комуницираат. Тој социјален момент ќе биде на едно многу по-друго ниво. Таа инклузија ќе ја почувствуваат вистински. Социјалниот момент и помеѓу самите деца кога ќе влезат во група, во просторија, веќе се забележува чувството на среќа, на радост, кога ќе запознаат ново дете, па ќе почнат да комуницираат. Од друга страна, додека ние работевме за време на летниот и зимскиот распод, имавме неколку, би рекла, групи за личен раст и развој за родители. Чувството дека не се сами во ова патување или овој маратон или ова искачување е многу важно. Значи, тоа се родители кои што малте не горе-доле се соочуваат со сличен предизвик. И кога споделуваат они еден од друг, учат од своите примери, например, што помогнало кај вашето дете за овој предизвик. Значи, тоа чувство дава припадност, дава сплотеност и го дава она чувство дека не сме сами. А кога нели го имаме чувството дека не сме сами, некако добиваме ветер во грб да ги изодиме и истуркаме сите оние предизвици кои што се пред нас. Дополнително сите оние работилници кои што се организирани ги вклучуваме и нели деца кои што се со, би рекла, типичен развој, па комуницираат, односно работат, играат, создаваат некакви интересни креативни материјали како, не знам, слики за изложба, алки, дополнително цртаат. Имавме сега новогодишна работилница, имаше многу пакетчиња кои што ги доделивме. Радоста на овие деца дека се запознаваат со нови лица навистина е присутна околу нас. Да, верувам дека тој социјален момент дополнително позитивно ќе им влие. Бојан предмалку напомена кои се ќе биде дел од тимот во поглед дефектолози, логопеди и така натака. Вие сте, како што споменав ти, конкретно си специјален едукатор, а Кате е семеен системски психотерапевт. Па прашањето ми е какви се стручни лица ќе има во тимот, кои што ќе им помагаат на лицата, бидејќи ги напоменавте и студентите кои што би сакале да ги вклучите понатака, се со цел да можат и тие нели во пракса да почувствуваат што вистински значи оваа работа, но секогаш велиме за да биде крајната цел позитивна и добра, мораме да имаме во тимот стручни лица, бидејќи сепак е ова една специфична категорија на луѓе со кои што се работи. Па така, во самиот тим ќе бидат вклучени специјален едукатор и рехабилитатор, тоа е новото име, значи дефектолог, логопед, психотерапевт и социјален работник, каде што тоа е делот на стручниот тим, додека исто така ќе бидат вклучени и негуватели кои што ќе се грижат за негата на овие деца, како што нели сите овие деца не се секогаш независни во однос на сите своји потреби што ги имаат, па така и негувателите се од голема помош во ваквиот процес на работа. Да. Кате, велите, вашиот пристап може да се опише како дрво со повеќе гранки. Многу е интересна символиката. Што сакате да кажете со сето ова, затоа што ова е навистина еден проблем на некој начин кој што подразбира мултидисциплинарен пристап или стручност од повеќе аспекти. Дрво со повеќе гранки, тргнувајќи од различни профили, стручни соработници, од друга страна и институциите, локалната самоуправа, министерство, родителите, браќата и сестрите на овие лица, образованието, здравствениот систем, значи буквално затоа некако е многу работи се дава. Да, дури не сме ни само ние логопедите или психотерапевти, дефектолози, значи тука има многу други профили кои што може слободно да се вклучуваат. Интересно е дека ние кога по социјалните мрежи пуштивме како едно кратко прашање кој се би сакал да се вклучи во тогашното Подржи и тие, нели сега е официјално овој проект, имаше толку многу луѓе тргнувајќи од свој начин како може да придонесат. Дали тоа е например со некој од децата да шетаат, да излезат, да одат негде кај театар, кино, значи може секој да се вклучи. И тоа дрво со многу гранки, јас секогаш викам дека секогаш може да има и нови филизи, нови цветови, нели, за да дојдеме до многу нови плодови.
Бидејќи напомена дека си психотерапевт, ќе споменаме дека си и автор на сликовницата "Сакам силно да ме гушнеш", зашто станува збор и тоа е некако можеби на некој начин поврзано со целата оваа тематика која што ја зборуваме. Верувам дека особено на овие лица со попреченост многу е важно да им се понуди таа емотивна поддршка, да има тука некој кој што ќе ги разбере нивните емоции. Бојан пред малку спомена, знаат да имаат многу тантруми во нивното однесување. Ретко кој што не е засегнат би можел да ги разбере тие тантруми или тоа нивно однесување. Па ајде малку и тоа да го прокоментираме. И насловот "Сакам силно да ме гушнеш" е токму таму. Ние во нашата работа со децата постојано нели сме гушнати или се смируваме, се утешуваме, даваме дополнителна енергија. "Сакам силно да ме гушнеш" е сликовница која што ги обработува емоциите. Од друга страна, низ целата приказна поминува една тема која што е многу важна, тоа е разводот и сепарацијата на партнерите нели во едно семејство. "Сакам силно да ме гушнеш" повеќе можеби како една, јас викам, сликовница која што на родителите им нуди техники како да го даваат одговорот на она прашање кое што детето во тој момент, во тој процес на развод ги има во својата глава. Тоа е со кого сега ќе прославам роден ден, како ќе им кажам на родителите. Да, тоа се некако два поделени света веќе. Да, два поделени света и така да на еден интересен сликовит начин на приказна каде што главните улоги се Бони и Ка ги даваат сите тие одговори и ги водат низ тој процес. Да се има лице со попреченост или дете со попреченост во семејството е уште еден предизвик за бракот и брачните партнери. Колку низ вашето искуство сте сведоци дека една таква состојба може да доведе до развод? Многу често во позадина тука се сите оние фази, знаете, споделувањето на дека сопственото дете се соочува со некаков предизвик. Прифаќањето на прифаќањето имаме многу фази пред прифаќање, од шок, од нели фаза на анксиозност, депресивност, негирање и така натаму. Сите тие вака се наредени, може да ги зборуваме и често пати кога некој од родителите од одредени причини е во една фаза, а другиот е во друга фаза, ние и во теорија на факултет кога сме учеле зборуваме дека ако доколку еден од родителите е наклонен кон детето, другиот родител е наклонен кон обезбедувањето на финанси. Затоа што едниот родител не работи. Тука веќе имаме разидување. И во пракси на тие групи за личен раст и развој за овие родители сме слушале често пати дека не се гледаат со своите партнери, дека едноставно се разминуваат во текот на денот, а сите ние сме свесни дека партнерството е нешто кое што секојдневно се негува со мала порака, мал гест, присутност, значи доволна е присутноста кој што заради предизвиците со кои што се соочуваат со своите деца, они се некако разидуваат. Имаме и позитивни примери, имаме и примери каде што можеби имало некаква брачна криза, па се дошло се пребродило со сите оние снаги кои што ги имаат. Факт е дека се случува и тоа е уште еден момент кој што би сакала еве некаде кон крајот да го потенцираме, дека многу често се соочувате со самохрани родители на лица со попреченост и тоа е уште еден дополнителен предизвик во нивниот животен пат или борба, а овој дневен престој само ќе овозможи позитивни моменти, ако имаме еден самохран родител кој што се грижи за дете со попреченост, затоа што велиме од старт еден од родителите не работи, и ако во случајов е тоа мајката и детето е доделено на мајката, финансиските и сите останати потешкоти и предизвици верувам дека се уште поголеми. Да, баш затоа. Мислам, ова е добро поради тоа што овој дневен престој ќе биде за тие 20 деца целосно бесплатен. Тоа ќе биде една придобивка баш за тие самохрани родители, баш некако кога сакавме да направиме регрутацијата, можда и сакавме да дадеме првично предност на родителите кои што се самохрани, поради тоа што се стварно големи борци, на нив е оставено се.
како што кажавте, најчесто тие не работат. Најчесто работат со скратено работно време. Единственото време каде што нивното дете е загрижено е времето додека е во училиште. Образованието не е баш како што секоја сакаме ние. Образовните асистенти си одат, знаат некогаш да не дојдат, каде што тогаш родителите се принудени да си го земат своето дете од училиште, така да се баш онака едни големи борци кои што константно се борат за своите деца и целодневно бараат ново нешто. Да. И еве некаде пред крајот ја споминавме инклузијата во неколку наврати. Дали гледате подобрување на овој момент, затоа што пред известен период зборувавме тука во утринската за ретките болести, за скратениот буџет, имавме вклучување на луѓе од помалите градови во нашата земја, кои што велат, особено во помалите места, инклузијата навистина е само збор и ништо повеќе од тоа. Или ние, зборувајќи за главниот град, какви се ставовите ваши? Инклузијата навистина се трудиме, јас би рекла, и целиот систем се труди и мора и да се треба трудиме, и вака јавно да зборуваме. И јавно да зборуваме, ама што ние секогаш помислам додека и сме биле студенти и кога сме во контакт и со нашите професори, јас би сакала само да сите оние програми кои што ги осмислуваат нели на државно ниво, но да влезат во целосна инклузија во систем и така да се упатат кон родителите, да го слушнат гласот на родителите и да се упатат кон оние стручни лица кои што секојдневно работат, заради тоа што програмата која што е во Данска, да ја препишеме нели само кај нас, е некако баш онака една тешка планина за искачување, заради тоа што ние имаме различни услови, ние имаме различен тип на работа, така да таа инклузија некако е тука, ама повеќе како да ни лепди над нас, заради сакаме да пробуваме нови нешта, треба да внесуваме програми кои што нели во другите напредни држави се веќе функционираат, само да ги слушнат стручните лица и родителите, заради тоа што и овој проект дојде по потребата од барањето на родителите. Родителите беа кои што е баш онака една од мајките која што е постојано со нас во целиот овој процес беше деца аплицирајте, ова нас не е многу важно. Значи гласот на родителите ќе ни ги даде сите одговори што нив и на нели овие деца им е потребно, така да не сме нешто многу среќни со тоа каква е ова инклузија, ама не се откажуваме. И мора да продолжиме во таа борба и вие како стручни лица и ние како медиуми да зборуваме гласно за некои работи кои што се уште за жал се стигматизирани кај нас во главниот град, а верувам многу повеќе во помалите места. Се надевам дека следната дружба или можеби телевизиско интервју ќе биде токму од центарот кој што наскоро ќе биде достапен, особено нели за овие 24 лица кои што велиме услугата ќе може да ја добијат бесплатно. Ви благодарам многу за гостувањето, за убавиот разговор и за сите оние клучни и добредојдени информации, особено нели за семејствата кои што имаат некакво лице со попреченост. Ти благодарам многу. Благодарам.